Фудбалерите на Осогово од Кочани ја забележаа и третата победа во подготвителниот период пред почетокот на правенството во третата фудбалска лига Исток. На градскиот стадион Никола Мантов во Кочани пред околу 100 гледачи Осогово ја совлада екипата на Беласица од Струмица. Посетителите на градскиот стадион Никола Мантов во Кочани присуствуваа на интересен и динамичен надпревар на кој беа постигнати вкупно 5 погодоци. Малку потешко од очекувањата, бидејќи имаме скоро на секоја утакмица новели во екипата, пробуваме уште. Коричниот список на фудбалери не е заокружен, чекаме уште 1 до 2. Прошлата утакмица имавме од Свети Никола Јорданчо Трендафилов. Добар играч беше, сега не ни е присутен. Така да, евидентно имаме напредок од првите утакмици, но сепак треба уште многу работа. Ниједна екипа не е поспремна во овој период од нас, а имаме уште простор за да подигнеме физичката спрема на повисоко ниво. Мораме да обратиме повеќе пажни на воигрување на екипата. Тоа ни недостасува, бидејќи составот е нов, треба повеќе време и повеќе работа за да се уигра екипата. Моментално сме во втората фаза на подготовки, каде што работиме повеќе на брзинската издржливост и се примеќа тоа што играчите се малку замор, но ова е одлична прилика да видиме до каде сме со работата. Ова година нашата екипа е составена претежно со млади фудбалери, 95-94. Значи, амбициите се да се представиме во добро светло, ќе видиме. Да, ако су сигурно за тоа. На секој надпревар ќе одиме на победа, ќе видиме што како ќе биде. Горе-доле составот се знае, иако овие пријателски надпревари се за тоа да се искристализираат уште некои работи кои не се познати во околу составот на тимот. Уште многу работа има во сите линии, ќе потенцираме. Овие се доста млади играчи, по 17-16 години, каде што треба многу работа со нив, најмногу на тактички план, се трудиме, ќе работиме, се очекува во иднина. Следниот надпревар фудбалерите на Осогово ќе го одиграат на спортскиот терен во Чешиново во недела, кога и гостуваат на исто